ЕПИ го објави 8-миот извештај во сенка за поглавје 23. Во овој извештај е опфатен периодот од октомври 2022 година до септември 2023 година. Извештајниот период беше проследен во знак на вклученоста на земјата во скрининг процесот, добивањето на скрининг извештаја за кластер 1 темелни вредности, како и подготовката на стратешките документи за отворање на истоимениот кластер, паралелно со постојната нагласена политичка поларизација околу францускиот предлог, уставните измени и загрижувачките случувања во областа на владењето на правото. Правосудство. Спроведувањето на реформите во правосудниот сектор стагнираше, имајќи ја предвид временската рамка за реализација на стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 година, како и доцнењето на новата развојна стратегија за правосудниот сектор 2023-2027 година. Од друга страна, постапувањето на правосудните институции во конкретни случаи од јавен интерес предизвика негативни реакции во стручната и општата јавност, што влијаеше врз евроинтеграцијскиот процес, довербата на граѓаните во реформските процеси и во правосудството воопшто. По незаконското разрешување на председателката на Судскиот совет, по само 4 месеци од нејзиниот избор, спротивно на Законот за Судскиот совет и Деловникот за работа на Судскиот совет, во отсуство на уредена постапка за разрешување и без потребното мнозинство, следеа други незаконски постапувања на Советот кои беа предмет на анализа и предизвикаа загриженост и реакции во однос на легитимитетот и транспарентноста, како од домашните, така и од меѓународните чинители. Се побараа оставки од членовите на Советот, запреа проекти и финансиски средства наменати за него од страна на дипломатските представништва, а се испрати оценска мисија од страна на Европската Унија за детектирање на слабостите во неговото работење и давање на препораки за идни чекори за негово целосно реформирање. Транспарентноста остана предизвик како за Судскиот совет, така и за Советот на јавните обвинители. Позитивни активности за подобрување на транспарентноста на судството беа преземани од страна на Судско-медиумскиот совет и Врховниот суд на Република Северна Македонија преку носење на начелен став за јавно објавување на неправосилни одлуки од страна на судовите, кои се однесуваат на предмети од јавен интерес, носење на начелен став за акредитација на медиумите во врска со одобренијата за снимање и фотографирање по конкретен предмет и освојување на план за работа од страна на Судско-медиумскиот совет за 2023-2025 година за унапредување на транспарентноста и соработката меѓу новинарите и судиите, согласно кој се спроведе обука за комуникацијски вештини за 40 судии и портпароли на судовите. Продолжува проблемот со недостиг на кадар, како еден од главните проблеми со кои се соочуваат судството и јавното обвинителство. Тој беше благо ублажен со соодветната распределба на 58 завршени кандидати за судии и јавни обвинители од 7-та генерација на АСИО. Во оваа насока се објави оглас за прием на 130 слушатели во 9-та генерација на почетна обука во АСИО. Судскиот совет конечно по подолг временски период започна да ги пременува новите критериуми за избор на судии во повисок суд, како и за спроведување на вонредно оценување на кандидатите за судии. Првпат се применија и новите законски одредби за напреден процес за избор на основен јавен обвинител на ОЈО-ГОК. Сепак, пофалбите за напредниот процес на селекција брзо се претворија во критика од стручната јавност, поради недостатокот на транспарентност и пропустите направени во текот на постапката за избор. При изборот на судии и јавни обвинители, продолжи практиката тие да се избираат без образложение за причините за избор и отсуство на дискусија. Во ретки случаи, кога има дискусија за изборот од страна на членовите на Судскиот совет и Советот на јавните обвинители, најчесто се користени генерални заклучоци со апстрактни образложенија. Останува нејасно зошто членовите на Судскиот совет не го образложуваат гласот против, како и зошто постои можност членовите на Советот на јавните обвинители да гласаат со воздржан при избор на јавни обвинители. Јавните реакции, предизвикани од поништувањето на првостепените пресуди во предметите Таргет, Тврдина и Трезор од страна на Апелацијскиот суд Скопје и нивно враќање на повторно судење резултираа со иницирање истрага од страна на Судскиот совет и утврдување на неоправдано одложување на предметите согласно прекршување на законски тврдените рокови.
Донесувањето на измените на Законот за судската служба и Законот за јавно обвинителската служба не предизвикаа големо задоволство кај судските и јавно обвинителските службеници. Пред се поради одлуката на Уставниот суд за укинување на одредби од Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица, кои утврдуваа фиксен износ што служеше како основа за утврдување на платите на функционерите. Укинувањето на овие одредби резултира од двојството во уредувањето на основата на платата на избраните и именуваните лица преку истовремено постоење на две норми во истиот закон. Со одлуката повисока плата за 78% од април 2023 година добиваат 1060 функционери. Одлуката, која предизвика бурни реакции кај јавноста, последователно беше истакната и како причина од страна на судските и јавно-обвинителските службеници за кратење и неисплата на додатоците на плата. Итно решавање на проблемот со додатоците на плата и зголемување на платите за вработените во двете служби беше првично побарано во јуни 2023 година. Проблемот ескалираше со несогласувањето и одбивањето на барањето, испратено од Судскиот буџетски совет до Министерството за финансии за пренамена на средства за исплата на додатоци на плати, што на 28 септември 2023 година резултираше со генерален штрајк на судската и јавно обвинителската служба.